Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. На повеќе улици во Кочани деновиве може да се забележат раскопани дупки, што наместо со асфалт се пополнуваат со бехатон плочки. Надлежните од локалната самоуправа велат дека се работи за привремено решение, што напролет ќе биде соодветно санирано. Големиот број дефекти на водоводната и канализацијската мрежа во Кочани, што се појавија на повеќе улици во градот, ги принудија екипите на комуналното претпријатие Водовод да ги раскопаат коловозите за да ги поправат оштетувањата на цевките. Сепак, откако отстранувањето на дефектот е завршено, на местото на раскопаниот асфалт не се става нов слој, туку дупките се крпат со бехатон плочки. Поголеми раскопувања заради поправки на пукнати водоводни цевки деновиве имало на улиците 8 септември, Белкамен и 9 мај, каде се направени и актуелните снимки, од кои се гледа оти поголеми површини се прикриени со бехатон. Ваквата практика наидува на реакции кај граѓаните, кои на шега велат дека општинската власт измислила нов начин на изградба на улици, што наместо асфалтирање се нарекува бехатонирање. Фотографии од бехатонското крпење на улиците веќе се најдоа и на социјалните мрежи на интернет, пошто следуваат и комични коментари од шарената револуција во Кочани продолжува. Сепак, во сериозните реагирања, граѓаните нагласуваат дека несоодветната санација на ископаните дупки на асфалтот придонесува на повеќе места крапениците да попуштаат и повторно да пропаѓаат, со што се влијае и врз безбедноста во сообраќајот, а и од естетски аспект сликата е грда. Надлежните во општинската администрација ја смируваат нервозата со најавите дека ваквото крпење на асфалтот е само привремено решение. Со оглед на ниските температури и потребата од дополнително набивање на ископаната земјана подлога под улиците, неопходно е да се почека извесен период за да се изврши повторно асфалтирање на местата каде се поставени бехатон плочките. Тоа, според предвидувањата, ќе се случи за многу краток период, односно со почетокот на градежната сезона и започнувањето со работа на асфалтните бази. Објавен е тендерот за изградба на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани, односно од железничката станица кај селото Крупиште до влезот на Кочани. Пријавувањето на заинтересираните фирми е до 9 март, а по склучувањето на договорот со изведувачот, планираните градежни работи треба да бидат завршени во рок од 2 години. Јавното претпријатие за државни патишта на Македонија го објави меѓународниот јавен повик за избор на фирма изведувач, која ќе работи на изградбата на втората фаза од експресниот пат меѓу Штип и Кочани. Се работи за делница во должина од 13,8 км, што како и првата фаза ќе се реализира со средства од кредитот кој државата го обезбеди од Европската банка за обнова и развој. Заинтересираните изведувачи имаат рок до 9 март да ја достават потребната документација на објавениот повик за предквалификација, пошто јавното претпријатие ќе треба да направи избор на најприфатливата понуда. Во повикот е определено дека по склучувањето на договорот со избраната фирма, таа ќе има рок од 24 месеци да ги комплетира градежните работи и сообраќајницата да ја предаде на користење. Според тоа како досега се одвиваа постапките, најверојатно граѓаните од регионот ќе треба да почекаат најмалку до 2019 година, за да ја добијат новата сообраќајна врска, чии технички карактеристики се веќе познати. Патот ќе биде широк 11,4 метри и ќе имаме 4 коловозни ленти, значи ќе има едно безбедно и брзо возење, предвидената брзина е околу 100 км на час и ќе бидат предвидени клучки за сите населени места кои што гравитираат кон тој регион. Првата е овде кај, да речеме, индустриската зона и после понатака продолжуваме во Крупиште. Така да очекувам да во предвидениот рок, кој што изнесува 24 месеци, односно за 2 години, да биде завршена првата фаза од овој експресен пат. За сега се уште е непознато колку точно ќе чини реализацијата на втората фаза од експресниот пат, односно ќе се чека на домашните и странските компании да ги достават своите понуди за да се направи проценка на трошоците. Во меѓувреме се чека и на подобрување на временските услови за старт на градежната сезона, за да започне изградбата на првата фаза, односно делницата од селото Три Чешми до Крупиште. За неа е предвидено да се потрошат 20 милиони евра, а должината на коловозот изнесува 14,3 километри. Станарите од Траговскиот центар блок А остануваат на мислење дека на суд треба да бараат правда за пожарот што се случи во нивниот влез токму пред Нова година.
Од Ева на Македонија им било одговорено дека тие треба да платат за исклучување на нелегално приклучените корисници на електричната табла. Без соодветна реакција од Ева на Македонија остануваат барањата на станарите од блокот А на трговскиот центар во Кочани да се исклучат диво приклучените корисници на заедничката електрична табла на која се наоѓаат струјомерите. Дури по третото такво писмено барање до компанијата која ги снабдува со електрична енергија, дошол одговор дека за да се интервенира за исклучување на одредени диви приклучоци, трошоците ќе треба да ги плати подносителот на барањето. Во овој случај, тоа значи дека станарите треба да платат за услуга што не ја побарале, односно некој претходно диво ги приклучил корисниците за кои со техничкиот проект не било предвидено од оваа табла да добиваат струја. Од увидот на стручни лица било констатирано дека има 3 струјомери чии корисници, односно собственици, не се станарите, туку им припаѓаат на кафулиња или на околните дуќани. Сега станарите се незадоволни од одговорот што го добиле од Ева на Македонија, оценувајќи го како несериозен и дека тие не можат да плаќаат за нечија грешка или намера нелегално да приклучи дел од деловните објекти на оваа електрична табла. При тоа куќниот совет на зградата ниту бил консултиран, ниту пак била дадена согласност за нови приклучоци. Со евентуалната интервенција за исклучување на дополнителните корисници, на трошок ќе бидат ставени станарите, што тие го чувствуваат како казна. Затоа остануваат на ставот да ја тужат компанијата и правдата да ја бараат на суд. Токму преоптовареноста на инсталацијата на еден ден пред почетокот на нова година придонесе за избувнување пожар во кој за среќа освен материјалната штета немаше други посериозни последици. Жителите на блокот А на трговскиот центар сметаат дека во иднина ќе се спречи појавата на нови пожари, само доколку на постојната електрична табла останат приклучени струјомерите на граѓаните кои се собственици на станови, а сите други корисници добијат посебен довод на струја од друго место. Со дегустација на вино и ракија започна одбележувањето на Свети Трифун во Виничко. Дегустацијата е увертира во одржувањето на предстојната Лозаро-овоштерска вечер, која бележи традиција од речиси 4 децении. Повеќе од 100 различни сорти на вино и ракија синоќа беа тестирани од страна на професионални дегустатори од Виница, Скопје и Благоевград, а како увертира во одбележувањето на 37-та Лозаро-овоштерска вечер во Виница, што се одржува викендов. Дегустацијата е повод на иста маса да се соберат најголемите лозаро-овоштари од Виница и да го чујат мислењето на стручните лица, дали отишле чекор напред во квалитетот на своето производство. Генерално, има некои мали подобрувања во однос на минатата година, но мислам дека не е доволно. Иако Виничкото виногорие се покажа дека има голем потенцијал во поглед на квалитетот на грозието, но сепак лозаро-овоштарите не го искористуваат тој потенцијал. Малце се уште затворени, со недоверба гледаат на некои новитети што постојат во областта на енологијата. Има една мана генерална на мнозинството од вината, тоа е дека не се доволно заштитени од оксидација од процес на расипување на виното. Постојат и кај црвените и кај белите, може да се приметат по неколку вина кои што отскупнуваат од просекот, но кои што се гледа дека луѓето посветиле време, енергија и нешто ново примениле. Во таа насока треба да размислуваат и лозаро-овоштарите од Виница, да не се плашат од новото. Аз имах возможноста и честа да дојда. Јас имав можност по втор пат да дојдам. Вината се подобри од минатата година. Грозијата се биле и подобри. Секој реон си има традиција и тука има традиција да се прави убаво вино. Сите знаат дека убавото вино се прави од зрело грозје. Се прави со многу љубов. И можам да кажам дека винариите имаат подобри вина од претходните години. Винарите се постарали да направат похубаво вино. Меѓутоа, дали една ваква 4-децениска традиција не заслужува брендирање или надминување на локалните граници со организирање на фестивал? Мислам дека тоа би било добро и одлично со вклупување на една посилна едукативна компонента од целиот тој настан и да не биде само винско уживање, туку некоја комбинација на едно гастрономско уживање. Виница ќе биде првиот град во Источна Македонија со таков концепт.
Иницијативите и идеите се прифатливи, имајќи го во предвид изголемувањето на површините под лозови и овошни насади, кои 2017 година зафаќаат околу 370 хектари во Виничко, од кои 320 се под лозја, а 50 се под овошки. Управниот одбор на Драмскиот аматерски фестивал распиша конкурс за пријавување представи за 53-тото издание. Рокот за поднесување пријави е до 10 април, а фестивалот ќе се одржи во последната недела на мај. Управниот одбор на Драмскиот аматерски фестивал го распиша конкурсот за поднесување пријави, односно пријавување представи за овогодишното 53-то издание. Пријавувањето на театарските групи трае до 10 април, пошто ќе следува селекција и избор на учесниците. Во јавно упатената покана за учество на фестивалот стои дека се работи за културна манифестација со долгогодишна традиција, односно годинава се одбележуваат 69 години од неговото постоење. При тоа во изминатите децении се понудени голем број оригинални изведби и драматургии од автори аматери, од кои повеќеми на денес се познати поети, писатели, сценаристи, а многу од некогашните учесници на фестивалот израснале во великани, докажани вредни уметници, артисти, режисери на македонската професионална театарска сцена. Годинава завршниот чин на 53-тото издание на ДАФ, што традиционално се одржува во Кочани, е закажан за периодот од 29 мај до 3 јуни. Пријавувањето на проектите може да се изврши со доставување пријава на адреса на фестивалот. При тоа се нагласува дека право на учество на Драмскиот аматерски фестивал имаат аматерски театри, работилници, драмски секции, студија, групи, експериментални и алтернативни сцени и други форми на самостојно сценско изразување на територијата на Република Македонија, но и во странство, а кои творат на полето на драмскиот аматеризам. Изборот на драмскиот материјал е слободен и самостојно го определуваат учесниците, а во представите на аматерските драмски ансамбли не може да настапуваат професионални артисти кои се вработени во театарските куки во земјата и странство. И годинава, според пропозициите на фестивалот, ќе се доделат 7 награди за најдобра женска и машка епизодна улога, за најдобра женска и машка главна улога, за најдобра режија, награда за истражување на нови сценски изразни средства и гран-при наградата Васил Кјортошев за најдобра представа во целина, како и специјалната награда за најдобра представа во категоријата аматерски театар за деца и младинци. Следуваат информациите од спортот. Со цел популаризација на джудото, една година во Македонија ќе престојува мајсторот по джудо од Белгија Габриел Сапта. Синоќа беше во посета на Кочанскиот джудо клуб Гладиатор 2016. Мајсторот по джудо од Интернационалната джудо федерација Габриел Сапта на престој во Кочани кај Кочанскиот джудо клуб Гладиатор 2016 со цел популаризација на джудо спортот како во Кочани, така и во целата држава, но и да се реализираат одредени семинари за зголемување на знаењата на тренерите по джудо. Во соработка со джудо клубот Гладиатор, во соработка со Джудо Федерацијата на Македонија, значи имаме семинари на кои што учествуваме и ние како тренери, меѓутоа и поединечно како клубој, каде што може да научиме и ние како тренери нешто плюс од господинот Сапта, така и во глобала децата кои што ние ги предводиме како такмичари. Тренингот што се одржа синоќа беше под менторство на Габриел Сапта, чија цел е коригирање на значајни работи во реализирањето на тренинзите. Со оглед на тоа дека станува збор за релативно млад клуб во Кочани, има што да се коригира, но и да се научи од Сапта. I come here from 1 year. Пратен сум од Интернационалната джудо федерација во соработка со Джудо Федерацијата на Македонија со цел промоција на джудото во државата. Ќе престојувам тука една година и правам обиколка низ градовите во Македонија, каде што има джудо клубови. И денеска сум во Кочани на покана на тренерот Драган Шекеровски со цел да видиме како можам и на кој начин да помогнам во однос на реализирање на тренинзите, но и преку семинари и пракса повеќе да се делува на едукација и популаризација на джудото низ сите клубови во државата.
Инаку, джудото не е спорт, туку начин на живот, додаде Сапта и рече дека од престојот тука забележал голема заинтересираност на млади лица за спортување и тренирање на джудо. Престојот во Македонија ќе го искористи за посета на сите градови во државата каде што постојат джудо клубови. Во рамки на подготовките пред почетокот на пролетниот дел од првенството во третата лига Исток, фудбалерите на Осогово го одиграа вториот пријателски надпревар. На домашен терен тие ја совладаа екипата на Тиверија од Струмица. Фудбалскиот клуб Осогово ги продолжува подготовките за продолжението на првенството во третата лига, а дел од тактичките и кондиционите вежби се и пријателските контролни надпревари. Во втората средба, што ја одиграа на домашен терен, жолто-сините се сретнаа со третолигашот Тиверија од Струмица и го победија со 4:1. Таквата висока победа не можеше да очекува никој од 50-тината присутни гледачи, ако се има предвид прикажаната игра во првите 30 на минути. Во тој период топката бавно се префрлаше од едната на другата противничка половина од теренот, без изгледи да се затресе некоја од голманските мрежи. Првото поголемо возбудување дојде токму во 30-та минута, кога домашниот играч Јорданов не успеа од самата гол линија топката да ја упати во мрежата. 4 минути полоцна, поуспешен од него беше неговиот соиграч Ѓоргиев, кој биеше во празниот гол и ја доведе домашната екипа во водство од 1:0. Гостите имаа можност да изедначат откако беше досуден удар од 11 метри во нивна корист, но голманот на Осогово Лазаров беше сигурен во интервенцијата и го одбрани својот гол, па со минималното водство се отиде на пауза. Во вториот дел фудбалерите на домашната екипа беа поупорни во нападите и веќе во 50-та минута водеа со 2:0 со голот што го постигна Аксентиев. Гостите од Струмица го намалија водството по вториот удар од 11 метри, што беше досуден во нивна корист. До крајот на надпреварот, кочанските фудбалери постигнаа уште 2 гола преку Тасов и Манов, со што беше поставен и конечниот резултат. Со оглед што пролетниот дел од првенството ќе стартува на 26 февруари, управата и стручниот штаб на Осогово планираат во периодот на подготовките да одиграат уште 1 до 2 пријателски надпревари, чиј термин на одигрување доправа треба да се утврди. Со спортот и временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.